Добре дојдовте во темата на неделата на Радио Слободна Европа. Овој пат низ видео преглед ќе се осврнеме на клучните настани кои ја одбележаа годината што изминува. 2016 меѓу другото донесе жестоки борби во Сирија и во Ирак, обид за државен удар во Турција, референдум за излез на Велика Британија од Европската Унија, како и неочекувана победа на Доналд Трамп на претседателските избори во Соединетите држави. Американскиот државен секретар Џон Кери во средината на јануари во Виена објави дека Иран ги исполни условите од нуклеарниот договор со светските сили со што се укинуваат санкциите. По над 2,5 години интензивни меѓународни разговори, Меѓународната агенција за атомска енергија потврди дека Иран ги испочитува врските. Иранскиот председател Хасан Рохани пак оцени дека договорот е златна страница за иранската историја. Во Марка и Домени, на македонско-грчката граница, стотици бегалци и мигранти преку илегални патишта се обидуваат да ја избегнат оградата. На 9 март Македонија целосно затвори границата за сите мигранти. Со тоа беше стопирана рутата преку која над 1 милион мигранти влегоа во Европа. Во март дојде и до бомбашки напади на аеродромот и во метрото во Брисел, при што загинаа 35 луѓе. Одговорноста ја презедоа милитантите на Исламската држава. Ден потоа бе одржани комеморации во центарот на Брисел, град кој е седиште на Европската Унија и на НАТО. Кон средината на 2016 дојде до неочекуван развој на настаните во Европската Унија, референдумското изјаснување на британците за излез од Унијата. Во Турција пак неуспешен обид за државен удар кој властите го искористија за натамошно кратење на човековите права во таа земја. На 23 јуни, во Чекор, без преседан за една членка на Европската Унија, мнозинството британски гласачи се изјаснија за излегување на нивната земја од Унијата. Предводникот на Унија што беа за Брекзит, Најџел Фараш, изјави: "Си ја вративме нашата земја назад. Ова е за прв пат една членка да побара излегување од Унијата." Потегот доведе до оставка на премиерот Дејвид Камерон. Ноќта меѓу 15 и 16 јули турски војници ги блокираа мостовите на Босфор во Истанбул во обидот за воен удар. Експлозии и пукања се слушаа во Анкара. Тогаш загинаа над 290 луѓе, додека 1400 беа ранети. Председателот Реџеп Тајип Ердоган се појави на телевизија за да ја каже на јавноста дека тај останува на власт. Веднаш следа апсења на голем број луѓе, а за обидот за државен удар, Ердоган ги посочи следбениците на турскиот свештеник кој живее во Соединетите држави, Фетула Ѓулен. Во август силен земјотрес го зафати централниот дел на Италија, при што загинаа скоро 300 луѓе. Земјотресот предизвика сериозни оштетувања во голем број села и градови. Најмногу беа погодени Аматриче, Поста и Аргата дел Тронто. По главниот земјотрес имаше уште 60 други. Кон крајот на годинава, главно вниманието на светската јавност беше свртено кон победата на Доналд Трамп за американски председател. Разорувањата во Алепо, каде што сириските режимски сили беа во офанзива против бунтовниците, а меѓународната заедница не најде навремен одговор за хуманитарната катастрофа. Спасувачки екипи излекоа неколку малечки деца под урнатините во Алепо, Сирија, откако една зграда беше погодена во воздушните бомбардирања. Аматерско видео покажува потресено дете кој седи во амбулантна кола, во прав и облеано во крв. Алепо беше цел на голема офанзива на сириската војска, помогната од Русија, бидејќи тоа беше главното упориште на сириските бунтовници.
Во изненадувачка победа, бизнисменот и републикански кандидат Доналд Трамп беше избран за нов американски председател. Тој ја порази демократската кандидатка Хилари Клинтон, која иако доби повеќе така наречени директни гласови, не успеа да обезбеди доволно гласови за изборниот колеж кој всушност го избира председателот. Изборот на Трамп предизвика протести во многу американски градови. Querido pueblo de Cuba, con profundo dolor comparezco На para 25 ноември informar a почина nuestro лидерот на pueblo, кубанската револуција и a los поранешен amigos председател на de Куба, nuestra Фидел América, Кастро. Тој ја водеше Куба скоро 5 децении пред да му ја предаде власта на неговиот помал брат Раул. Погребот на Фидел Кастро се одржа неколку денови по неговата смрт. Германската полиција соопшти дека десетина луѓе загинале кога камион влетал во преполн Божиќен пазар во Берлин. Полицијата уапсила едно лице во близина на пазарот кој управувал со камионот. Снимките од местото на настанот ги евоцира спомените од сличниот таков напад во Ница, Франција, кога во јули годинава човек роден во Тунис влета во тамошното преполно шеталиште. Загинаа 86 луѓе. Тоа беа некои од позначајните настани во светот кои ја одбележаа годинава што изминува. Да се надеваме дека наредната 2017 година ќе донесе многу поубави работи и слики од светот во однос на оние помалку убавите. До гледање.